Значи го прочитавме текстът, благодарам на Филип. Значи се навраќаме повторно на посланието, второто послание до Коринтијаните. И овој текст, ако не ли пратевте, почнува со една изјава дека не паѓаме со духот. Иако има причини, и тука изнесува текстот некои причини, ние сепак не паѓаме со духот. А навистина има многу причини. Самиот факт што не сме сосема, целосно, оние личности што Бог сака да бидеме, самиот факт што покажуваме морална недоследност, не сме совршени, е причина за обесхрабрување. Се трудиме, но никако да достигнеме до она совршенство кое секој го посакува. Божјата намера за нас е да ја шириме Христовата арома, а многу пати друга некаква се шири. Аромата на темнината или на гревот. Исто така, дури кога успеваме на некој начин да го покажеме Христос во нас, во нашиот живот, благодарение на Божјата благодат, и ќе споделиме сведоштво на вера, ќе споделиме Евангелие, луѓето околу нас како многу и тоа да не им прави некој впечаток. Остануваат незаинтересирани. Им говориме, покажуваме љубов, но тоа не допира до нив. Па дури кога има случаеви некој да тргне по патот на верата, од сведоштвото, дури и да стане член на Христовата црква, да оди по тој пат, неретко се случува да се губи некако ентузијазмот и полека да странува и оди пак по стариот пат. Има, честопати случуваат и такви искуства. И тоа е причина пак да се разочараме. Сме вложувале време, усилби, сме се радувале и наеднаш, како сето тоа, да пропаѓа. А пак и тоа го спомнува се апостолот Павле. Има едно зло во светот кој како да нарастува и станува поагресивно. И некако и во црквите ривалствата или отсутството на љубов да се забележува се повеќе. И сето тоа е причина да го губиме ентузијазмот, да се разочаруваме, да паднеме со духот. Слични работи и Павле спомнува во ова послание, но тој вели и покрај се ние не паѓаме со духот. Не паѓаме со духот, иако има еден противник во светот, кој прави се што може да ги држи луѓето настрана од Христовата светлина, од Божјата слава, која дава откривање на Христовата светлина. Сака да ги држи во пропаста, да пропаѓаат, да гинат. И покрај се ние не паѓаме со духот, зашто сепак Бог кој создава, кој го создал преку збор, го довел во суштествување светот и целиот универзум, се што постои, тој истиот Бог со збор може да каже светлина да огрее во животот на човекот. Светлина да огрее, да озари со светлина човечката душа. Бог е мокен. И затоа Павле вели не паѓаме со духот. Значи тоа е на кратки црти она за што се е како тема и што се говори во овој текст. Почетокот или оној триумфален израз што го има овде за непаѓање со духот, не паѓаме со духот и бидејќи го имаме ова служење, вели апостол Павле. Кое служење? И целата поента е ставена на служењето. Бидејќи го имаме ова служење, ние не паѓаме со духот. По благодат го имаме ова служење. Самиот факт на службата што Бог ни ја дал е доволна причина да не паднеме со духот. И ако е тоа служење, тој не го објаснува дека во стихот, но од почетокот на целата оваа секција од 2.14 до овој момент тој го представуваше тоа служење. Служењето на Новиот Завет. Минатиот пат дадовме малку подсетување за која е темата во првиот дел на второто послание до Коринтијаните и го представивме на кратко
тоа новозаветно служење. И самиот Павле уште на почетокот, во вториот дел на втората глава, вели, ова е славно служење зашто е победоносно служење. Ние сме вклучени во едно триумфално служење. Ние како служители на Новиот Завет, како служители на Христос, чекориме во една победоносна поворка. И тука Павле нели дава илустрација од тие римски триумфални процеси кои биле организирани да ги дочекуваат императорите, генералите кога се враќале од победа, кога влегува таа поворка во градот, од страните се ширела миризба, носеле садови со пријатна миризба, и ние кои го следиме Христос, кои му служиме на Христос, сме во таква победоносна поворка. Христос извојува победа за нас, ние сме веќе победници. Извојувавме победа во Него и целиот наш живот, целата наша служба е таква победоносна поворка до крајот. Се движиме и шириме пријатна миризба. Каде да сме, останува миризбата на Христос. И затоа не паѓаме со духот, зашто имаме едно вакво служење кое е осудено, така да кажеме, на победа. Потоа во третата глава, во првиот дел на третата глава, говори за Светиот Дух и го опишува нашето служење, новозаветното служење, како служење на Духот. Духот го верифицира нашето служење. Духот го склучува заветот со Бог. Духот го испишува заветот во нашите срца, не на камени плочи, во нас го изрежува. Духот ни открива славата на Христос. И Духот, како што работи во нас, работи и во оние на кои што им служиме, на оние с кои го споделуваме Евангелието. И така, во нивните срца го запечатува Словото и го оживува. И така Духот, или тоа служење кој служи на Духот, преку силата Божја пренесена преку Духот, е победоносно. И продолжува потоа, на крајот на втората глава, пред да премине на овој стих, да каже за ова служење, со што завршува третата глава? Со можноста, по благодат, да доаѓаме пред Бог и лице в лице да ја гледаме Божјата слава. Ова служење е толку славно, што не сме како Мојсија да си ставаме покривало на лицето, туку ни е дадена можноста да ја гледаме славата на Христос и Светиот Дух, таа Божја слава, да ја прави наша слава, да се преобразуваме од слава во слава. Божјата слава да станува наша слава. Ние да стануваме како Него, гледајќи го со откриено лице, Божјата слава, Божјото лице. И откако го објаснува сето тоа, Павле вели, и бидејќи го имаме по благодат, по милост Божја ова служење, ние не паѓаме со Духот. Ова го имаме, вели, по милост, ова служење, ова служба, новозаветната служба. А милост сушност значи да ти биде дадено нешто што ти самиот не можеш да го заработиш, тоест милост значи помош на некој кој е безпомоштен. Тоа е буквално. Некој кој е осуден на нешто, ти го избавуваш од таа ситуација. Вели, оваа служба која ние никако не ја заслужуваме, нити па можеме да ја вршиме, не можеме да бидеме сами од себе си уполномоштени за неа, по милост ни ја подарува Бог. И затоа не паѓаме со Духот. Бог ни дава толку славна служба која не зависи од нас, самиот Бог ни ја дава таа служба. И тој го осигурува успехот на службата. Павле многу јасно го представува тоа, кога зборува за самиот себе си. Вели, Христос дојде во светот да ги спаси грешниците, меѓу кои сум прв јас. И сега за да сватиме што има во предвид да ни каже, веднаш во продолжение во следниот стих вели, па затоа бев помилуван, затоа ми се покажа милоста Божја. Ми беше дадена таа милост. Бев помилуван од смртта, јас кој сум прв грешник, за да ја покаже Исус Христос прво на мене сета долготрпеливост, како пример на оние кои ќе поверуваат во Него за вечен живот. А овдека Павле ја споредува својата состојба на очај, на неможност за спасение и Божјата долготрпеливост покажа во него со другите. Прави еден контраст. Ако во времето на Павле, пред да поверува,
некој христијанин бил прашан, може ли тој Павле да биде спасен? Јас верувам дека најголемиот дел од луѓе кажуваат, тој ли? Никогаш тој нема да биде спасен. Никогаш тој не може, никогаш Бог нема да покаже милост кон него. Зашто тој човек што ги убива, тој е еден најревносните, можеби најревносен чувар на законот, на Мојсеевите традиции, старозаветни и така натаму. И Павле вели, и мене ми се покажа, милоста ми се даде. Мене да бидам како пример за другите, ако овој Бог го спасил, ако он не го покажал милост, ако не му дал таква служба, новозаветна служба, таква успешна служба, тогаш навистина Бог ја покажува милоста. И затоа Павле всушност го кажува ова, не паѓам со духот. Зборот да се паѓане со духот, и се овдека имам нов текст, ама пак не од сега, од Себајле. Кого од Себајле? 10. Во ред, нема проблем. Значи, која е тука идејата? Зборот што го употребува дека апостол Павле, да се падне со духот, опишува човек кој се обесхрабрува, бидејќи истоштен од работа. Човек кој губи мотивација, губи ентузијазам, зашто гледа дека неговата работа е залудна, сизифовска. Туркаш камен нагоре по планината, тој паѓа постојано, никога да стигнеш до горе. И на крајот се обесхрабруваш. И тоа е уствари овдека поентата на зборот. Павле вели, не паѓаме со духот, не се обесхрабруваме, не се истоштуваме. Зошто? Зашто по милост ни е дадена. Ни е дадена како подарок. Ние не ја вршиме, Бог ја врши таа служба. И затоа не паѓаме со духот. Целиот живот, целата служба е доверена на Бог, е во Божите раце. Бог нема да допушти таа служба да пропадне и да биде уништена. Тоа е првото. И затоа вели не паѓаме со духот. Зашто ни е дадена по милост, како подарок, кој Бог го држи и се грижи за него. Потоа вели, вториот стих, и затоа ние се одрековме. Не паѓаме со духот, тоа правиме, не паѓаме со духот, и се одрекуваме од нешто. И тука дава 3 нешта од кои се одрековме, прикриени срамни дела, не постапуваме со лукавство и не го започуваме Словото Божјо. Ке ги разгледаме така малку по... Добро. Прикриени срамни дела, ова фраза не е добро преведена. По-правилно било да кажеме, се одрековме од прикривање на срамните дела, сушност. Тоест, се одрекуваме, се откажуваме да ги криеме оние дела кои можеби не прават помали во очите на луѓето. Прават да се срамиме. Овдека идејата всушност е, јас, или со други зборови Павле вели, јас не сум лицемер, морален лицемер. Тој обвинуван, во ова послание гледаме, за некаква несовршеност негова. Обвинуван е за многу работи. Дека не е добар ни говорник, дека проповедите не му се добри, така натаму. Павле вели, јас сум тој што сум и се представувам во сите мои страни пред секого. Не се обидувам да се покажам пред луѓето нешто што не сум. Прикажувам само добра работа, ги крием оние другите работи. Не си ставам некоја маска, некоја на морално совршенство, за да се восхитуваат другите. Не ги крием, се одрекувам или откажам да ги крием срамните дела. Зашто на крајот тоа ќе ме истошти. На крајот тоа ќе ме доведе пак до паѓање со духот. Зашто човек не може цело време до крајот на животот да ја носи таа маска. На крајот пак ќе се расколи. Тоа е товар. Голем товар е човек да се покажува постојано совршен пред сите. И на крајот истоштен од таа работа ќе падне. Затоа вели ние не паѓаме со духот, зашто не се ни обидуваме да се представиме совршени пред другите. И продолжува вели
не постапуваме со лукавство. И тука зборот е и зборот лукавство и зборот изопачуваме се земени од бизнес, трговскиот речник во тоа време. Зборот лукавство не враќа на 2 глава, 70 стих, каде што Павле говореше за они кои тргуваат со Божјото име. А овдека говори за изопачување на со лукавство да се постапува кон Словото Божјо. Која е идејата? Тој говори за оние луѓе кои користат некакви вештини, трикови за да го продадат Словото. Тоа да отиде полесно кај луѓето. Вешт трговец, тоа е идејата на зборот. Да користиш трикови за да ги убедиш луѓето дека ова што го говорам треба да го прифатиш. Сега евреите, па и за грците било тоа познато, па и ние имаме некаква представа за тоа. Евреите биле трговци, големи трговци. Има една таква анекдота, некој човек отишол да се продава кравата. Била веќе за продаване, стара крава, и кој ќе дојде да и праша за кравата, тој кажувал, стара е, веќе не дава млеко, не раѓа, не ја бива и за работа, и кој ќе слушне, си оди. И дошол некој евреин, го слушнал како ја продава кравата и му рекол, па ти никој пат нема да ја продаш оваа крава. И како да ја продадам? Јас ке ти кажам сега. Дошол пак некој купувач, прашал кравата како, и овој евреинот рекол, кравата што да ти кажам, по 12 литра секој ден минимум дава. По 2 до 3 телине, па и 4 некој пат во година. Да ја впрегнеш ора, многу добра крава, нема да зажалиш. И овој човекот совсем како го слушнал рекол, па јас не ја продавам кравата, шо ме така, не ја продав, си ја зел, си ја вратил. И тоа е, го убедил дури собственикот дека е добра крава. Тоа е тоа, има луѓе, и тоа Павле го вели, кои тргуваат со Словото. Има многу пророци денес, јас сум присуствувал на такви пророчки служби. Пророците ги познаваат многу добро луѓето, ги знаат сите, знаат кој има проблеми со мажот, со децата, кој е болен и почнуваат да му пророкуват. И во пророштвото секогаш е ставено нешто што му се допаѓа, ќе го охрабри и на крајот луѓето велат, леле каков пророк овој, Светиот Дух како работи. Вели Павле, ние не го правиме тоа. Не користиме трикови, вештини некои манипулаторски, за да го продаваме или да тргуваме со Божјото Слово. Зошто? На крајот луѓето да кажат, ние колку сме големи. Гледате каква е врската меѓу прикриените срамни дела. Има во секоја од сите тие ситуации, јас се продавам, не Словото. Јас се поставам на сцена. И ќе видиме понатаму Павле кажува, не ние се проповедаме, туку Христос го проповедаме. Тоа е важното. И на крајот вели, не го изопачуваме. И сега која е разликата меѓу лукавство и изопачуваме Словото? Ако лукавството е она тргување, вештини, изопачување е фалсификување. Нашиот збор денешен е фалсификување. Не го фалсификуваме Словото Божјо. Во тоа време било карактеристично да некој производ кој е изработен од една материја да се продава како друга материја, поквалитетна, да се продаде поскапа. Фалсификат производ. Денес се стават, се лепат марки, познати марки на некои ефтини кинески производи. Зошто? За да се продаде поскапо. И на крајот заработка да има оно што продава продавачот. Не го фалсификуваме Словото. Ние го проповедаме такво какво што е. Зашто нам не е важно луѓето ние да им се допаднеме. Зашто ние сакаме Словото за Христос да се проповеда, зашто веруваме дека тоа има сила, самото Слово. И продолжува, всушност, во таа насока веднаш. Вели, туку со јавувањето на вистината, тоа е веќе вториот дел на стихот, со јавувањето на вистината се препорачуваме на секоја човечка совест пред Бог. И гледате овдека, всушност, која е идејата. Ние го проповедаме Словото без лукавство, без да го изопачуваме, зашто го адресираме тоа Слово на совеста на човекот. Зашто тоа Слово може да комуницира со совеста на човекот. Тоа е силно Слово.
Нема потреба и јас да му додавам адитиви, за да стане помокно, супер пауер. Тоа си е силно слово. Као што вели Лутер, вели, нема потреба ние словото да го правиме по-силно. Тоа е како лав. Може да браниш кученце или маче, ама кој човек ќе штити лав од непријатели? Безсмислено е. Словото самото ја има силата да действа. И вели Павле, го препорачуваме, тоест го упатуваме пред Бог на совеста на човекот. Зашто Словото има капацитет во совеста да действа и совеста, сакаме или да признаем или не, го има тој капацитет да разбере дека што е правилно, што не е правилно. Да, ние во гревот го губиме образот, меѓутоа останува во нас врежена тој стандард Божи. И знаеме што е добро, што е лошо. Има друг проблем, ќе го видиме, поробениот ум на човекот, поробениот разум. Тоа продолжи понатаму. Но совеста се разобличува од Словото. Умот не сака да го прифати тоа. Но совеста во себе главоко јасно знае што е што. Што е правилното, што не е правилното. И човекот живее во вина. Не само вина пред Бог за гревот, туку и самиот е измачуван од таа вина. Иако умот се бори против таа вина. Луис е во тој поглед интересен. Тој не бил сегаш верник, тој бил агностик, интелектуалец агностик, тоест неговиот одговор бил па може би има Бог, може би нема Бог. Не знам и не ме интересира. Признава на своја книга која го опишува неговиот живот до спасението, пишува и вели: совеста ми беше разобличувана од Словото, но мојот ум живееше во агонија, борејќи се против совеста. Борејќи се да ја прифати вистината. Зашто умот е поробен ум. И затоа, нели, во таа книга вели, тој го кажа тоа за себе, јас сум можеби најневолниот обратеник во Англија. Човек кој најмногу се спротивставувал на обраќањето. Така, Бог е досега совеста, иако чувствата ќе бидат повредени и ќе реагираат, иако умот ќе сака да отфрла таа вистина, сепак, вели Павле, ние кога го проповедаме Словото такво како е што е, кога го проповедаме Христос, го опатуваме на совеста на луѓето. И обедуваме совеста, која нели потоа треба да води кон правилен избор. Меѓутоа, кој е проблемот? Продолжува и кажува која е пречката. Ако пак е и покриено нашето Евангелие, на крајот останува покриено тоа за луѓето, за оние што пропаѓаат, за оние на кои Бог од овој свет, Богот од овој свет им ги заслепил нивните безверни умови, за да не ги освети светлината на благовестието за славата на Христос, која е слика на Бог и додадено или невидливиот Бог. Вели, има еден противник, Богот на овој свет, сатаната. И што направил сатаната? Сатаната става едно покривало, вели, покривало на умот. Умот и основната цел на тоа покривало е луѓето да бидат држани настрана од светлината на Евангелието. Да биде оневозможено луѓето да можат да ја видат светлината за Христос. Зборот пропаѓаат буквално значи гинат, умираат. Тоа е буквалниот збор. Сатаната сака луѓето да гинат, да умираат, така што ќе ги држи настрана, ќе пречи со покривало со темнина да засвети светлината на Христос или познавањето за Христос. Да не можат да ја разберат, да ја видат Христовата љубов, Христовата грижа, Христовото славно дело. Што Христос, колку е славен, колку е голем Христос, каква е неговата слава. Тоа е главната цел на сатаната. Зашто тој знае, ако во неговото срце продре таа светлина, тој ќе биде спасен. Човекот ќе биде спасен. И тоа е неговата целта на сатаната. Тие да останат
во незнаење, да останат во заблуда. Вели, ги заслепил нивните безверни умови, или другиот збор е ги заблудил. Ги држи во заблуда дека се е во ред со човекот. Иако совеста чувствува вина, умот убедува дека се е во ред. Ние имаме капацитет, ние имаме потенцијал, ние можеме самите. Нас не бива. Тоа е заблудата што ја создава со таа темнина сатанат. И сака да го држи во таа заблуда, што така тој ќе умира, ќе пропаѓа. Држан настрана од Христовата слава. И сега, има ли решение тоа? Ако останеме до овдека, ќе кажеме, имам причина да се обезхрабриме, да паднеме со духот. Нема причина, вели Павле. И зашто тука е моките на Бог. Говори за моките на Бог. Ако Бог не се вклучеше во сето тоа, по милост и благодат, секи беше загубено и секи беше напразна. Но нашата служба е славна и нашата служба е победоносна, е по милост, по благодат, зашто во нея е вклучена моките на Бог. Така да, во овие неколку стиха Павле прави рекапитулација на она што досега го говореше. Уште повеќе утврдувајќи, нели, и охрабрувајќи ги верниците, слушателите, да не паднат со духот. И тоа ќе продолжи и до 5 глава. Таа фраза не паѓаме со духот, не се плашиме, не се обезхрабруваме, тој постојано ќе ја повторува и ќе дава причини зошто не паѓаме со духот. Така тоа ќе продолжи се до крајот на 5 глава. Зошто Бог действа. И овдека ќе видим Бог влегува како Бог на созданието и ресоздавањето, повторното создавање. Како, или, ајде видим како, зошто? Нема, не ми одат пак тие. Прво вели, ние самите не се проповедаме, туку Исус Христос го проповедаме. Па, зошто ние не паѓаме со духот? Зашто ние не се проповедаме самите, туку го проповедаме Христос Исус. Тоа е првото што ќе го каже овдека апостол Павле. Ние и без разлика на работата на Богот на овој свет, кој прави се што може да ги држи настрана луѓето од Божјата светлина, ние продолжуваме да проповедаме, но не самите себе си, туку Христос го проповедаме. Така, нашата цел не е ние да се покажеме, туку Христос да се покаже. Зашто на крајот на краиштата Христос е Бог. Нашата работа е, бидејќи службата е Христова, зашто новозаветното дело е дело на Светиот Дух, во тоа дело ние не се промовираме, туку Христос го промовираме. И тоа, и овдека всушност Павле го прави она, или го кажува она што Јован Крстител го правеше. Го гледаше Христос и службата, и тој се смалуваше, а Бог или Христос стануваше поголем. И тоа е основното, најважното во Христовата, во службата за Христос, во таа новозаветна служба за Христос. Да не паднеме во некој искушение да го засануваме Христос. Ние да се издигаме, а Христос да се смалува. И тоа е големиот проблем на тие учители и лажни апостоли за кои апостол Павле пишува во послание. И тоа што сака да го каже дека основно, важно во неговиот живот, во неговата служба. Тој служи така што Христос ќе биде секогаш на преден план, Христос ќе се гледа. Самиот тој ќе биде ништожен, беззначаен, никој него нема да го забележи. Христос да го забележи. Зашто тоа е Христова служба, зашто Христос е тој што може да ги извади од загинувањето, од смртта. Зашто Христос е тој што може да даде живот и тој е оној што го гради тоа служење. На крајот на Кришта и тој не случајно го додава ова Христос е Господ. Исус Христос Господ. Не често пати Павле го додава тоа. Обикновено го кажува Исус. Негош Исус Христос, но многу ретко целата таа фраза. Исус Христос Господ. Зашто тој е Господарот. Ние сме негови слуги и тој продолжува со тоа слугување. Ние сме неговите слуги
Тој е Господ и пред Него еден ден сите ги застанат. Не пред мене. Ниту јас можам да ги спасам, нити можам да ги пратам во смрт. Еден ден секој ќе застане пред Христос и како што пишува во Филипјаните, 2 глава, 10-11 стих, секој на крајот ќе исповеда дека Христос е Господ. Или сега, по благодат и милост, како спасение и можност во таа вечност да живее во Христовата слава, или пак фрлен во темнината на пеклот надвор од Христовата слава. Но во секој случај, секој ќе исповеда. И затоа Павле вели, Него ние го проповедаме. Не самите, ние не се проповедаме себе си, не се истакнуваме себе си, не се величиме себе си, не се промовираме себе си. Не сакаме нас да не видите, Христос да го видите. Зашто Тој е Господ кој спасува и кој осудува. И потоа продолжува, а како го правиме тоа? Што се однесува пак до нас, тој е Господ, а пак до нас што се однесува, ние сме ваши слуги. Тој е вашиот Господ, Спасител, а ние сме само вашите слуги. И со тоа Павле вели, не се наложуваме или наметнуваме како нешто повеќе од другите, зашто ние сме истите грешници како другите. Ние сме слугите на Христос и ваши слуги. Она што не прави поинакви од сите, од оние што загинуваат, е само Христос. Тоа е во нашиот живот и тоа не прави да сме поинакви. Инаку сами по себе си, ние сме истите, како нив. Со истата љубов на Христос, со истата пожртвуваност, со истото слугување, ние го проповедаме. И не паѓаме со духот, зашто знаеме дека Бог, кој некогаш заповеда од темнината да изгрее светлина, тој ќе ги озари срцата наши, за да биде познанието на славата Божја во лицето на Христос светло. Други зборови Павле вели, не паѓаме со духот, зашто знаеме колку и Сатана се труди да го држи во темнина умот, покриено во незнаење. Бог кој еднаш рече, кога имаше темнина во создавањето, таа темнина се тргне и да огрее светлина, така и сега Бог може да каже, нека биде светлина во животот на човекот, нека биде светлина во неговото срце. И таа моќ на Бог за спасување, со збор само да доведе до живот, до суштествување, е причината да не паѓаме со духот. И да проповедаме и да служиме. Тој по милост ни дал славно служење, победоносно служење. Светиот Дух ни носи Божјата сила во нас. И бидејќи се е во неговите раце, ние го проповедаме Него, а Тој оживува и Тој спасува. Да, Сатаната ќе продолжи, противникот ќе продолжи, треба да ги знаеме неговите цели, тактики, начини, но проповедта со смиреност, како слуги, проповедта на Христос, Христовото проповедање, неговото авторитетно слово ќе ги разобличува луѓето во нивната совест и Божјиот Дух ќе открива светлината на Христос. Кога Христос проповедаше, пишуваат евангелистите, се восхитуваа луѓето. И велја, овој не проповеда како фарисеите, овој е поинаков. Овој проповеда како да има авторитет, што не сме го виделе, сила. И прават овде дека асоциација со Стариот Завет, кога Јахве говореше. Истата тоа слово, истата сила на Светиот Дух е и во нас. Неговото слово е слово авторитетно, кој има сила која действува. Од нас се очекува да не паѓаме со духот и да го проповедаме тоа слово. Да го проповедаме словото, непоправено, не без додатоци, неразводнето, тргнувајќи работи кои мислиме дека светот не ги сака денес. Отврлајќи го учењето за гревот, за пеколот или за други работи што не се вкусни по вкусот на новиот свет, да го проповедаме таков како што е, а тоа има сила да се заштити и да убеди и Христовата светлина, Божјата светлина да го озари човечкото срце. Амин.